Екипата на телевизија Нова и денес на она што се збореше повеќе од последнава година и што секој македонец би рекол кој што треба да го посети барем еднаш во својот живот, а тоа е одржувањето на традиционалната галичка свадба. Повеќе ова се случува и денеска, меѓутоа свадбата започна во текот на вчерашниот ден. Токму денеска се одржуваат повеќе од 30 свадбени обичаи и на почетокот стартува свадбата, вручењето на младоженец, тргнувањето, токму зимање на невестата. Зад мене веќе се случува на главната церемонија каде што се игра орото, претходно се доаѓа невестата заедно донесена на конј со тоа што се убедуваат да ја заузат од стваране на свекорот, свекрвата, значи има преголем бој на обичаи, подоцна следува венчавањето во црква и секако на крајот полнењето на вода од чешмите. Мора потенцирам дека е доста сложено да се организира оваа свадба, бидејќи има околу 30 обичаи кои што на секои 5-10 минути се менуваат обичаите, почнувајќи од сабота попладне, завршуваат недела сабајле. Морам тука да потенцирам дека се задржани два пагански обичаи, тоа беше сабајле во канење на мртвите. Тие се значи задржани уште од времето. И вчера вечерта во саботата вечер тоа беше бркањето на злите духови. Чувството е прекрасно. Некој што потекнува тука да ги зачува овие корени, оваа традиција вековна. Значи, не знам, не премногу сум возбуден, не можам да опишам со зборови, мора да се дојде тука да се доживее овој момент. Традицијата, луѓето, колку пати да ја гледам, ја доживувам како прв пат. Символ на мијачијата, символ на македонизмот. Традиционалната свадба која што ја посетуваат поголем број на посетители и она што можеме да го забележиме денеска, тука нека голем број на посетители се дојдени и времето денеска може да се каже дека ги послужи она што останува тука и оваа година да се прослави во најдобро свето традиционалната галичка свадба.